Ќе излезам на говорница за да можам да ве гледам, иначе ќе треба да се вртите. Затоа дојдов, инаку и јас би седела од место. Морам нешто да ви кажам вам на почетокот, значи. Јас ве молам да не го имитирате председателот на собранието. Ве молам, значи, 5 дена, како што пишува во деловникот, порано да ја добијам поканата и да знам точно во кое време да дојдам. Како што председателот треба 10 дена порано. Не сме ние джубокс, кој така си чита од денерот закони и туку ќе ви речат па пред 2 месеци се дојдени или пред 2 недели беше закажана расправата за извештаите и јас одма ќе дојдам. Не. Знаете кому тоа му одговара? На гимнастичарите. И ве уверувам да не се фалите денеска со плодната работа. Во историјата на парламентарниот систем се нема случајно 6 седници да се одржат истовремено. Да почнете следна седница па да се вратите на првата. Зошто ви го велам ова? Бидејќи јас за денеска мислев дека нема да имаме комисија на политички систем. И материјалите се ги оставив дома. Како возрасен човек сум трчала за да ги земам и да стигнам во 17 часот, а двајцата господа беа тука. За да чујам дека се одлага седницата за 18 часот. Ова не служи на чест на парламентарната демократија, ама ќе чуете затоа, многу не раскажувајте за тажните приказни одгоре. Што сакам на почетокот да го кажам? Да кажам. Извештајот сметам дека е во голема степен дескриптивен, но не и критичен, меѓутоа веднаш ќе одговорам. И не може да биде критичен. Зошто? Заради надлежноста што ја има Советот на јавни обвинители, ама најмногу заради составот. Инаку, ова тело, овој орган, би требало да биде, кога веќе постои, пандан на судскиот совет. Она што е судскиот совет во однос на судиите, би требало да биде Советот на јавните обвинители во однос на јавните обвинители. Не е тоа. Бидејќи ние се тревожиме со право, иако во другите држави не е тоа проблем, што по функција, да речеме, министерот за правда е член на судскиот совет, ама овде по функција не само што е член, јавниот обвинител на Република Македонија, туку и членови на вишите јавни обвинителства. И објаснете ми сега каков ќе биде тој надзор. Не можам да не кажам дека научната мисла кажува дека во многу држави, господинот тоа го знае, постои едно тело кое што ја следи и оценува работата и на судиите и на јавните обвинители. Ние немаме таков систем, значи јас сум и за поголема надлежност и за директен надзор на Советот на јавните обвинители, но и за исклучување на оние кои се веќе јавни обвинители од членството, оти само евалуацијата не е евалуација. Зошто го велам ова? Да, ние знаеме првниците што значи хиерархија и субординација внатре за еден ваков орган, ама оценката треба да биде независна. И мојот проблем, бидејќи се директно врзани, како што рече колешката, е дека ако специјално јавно обвинителство се формираше во оваа земја затоа што најобоената институција беше јавното обвинителство, а господинот јавен обвинител на Македонија беше заменик јавен обвинител, тогаш чуму ни беше специјалното јавно обвинителство, ако заменикот сигурно тамо нешто работел. Значи, ако се било во ред со јавното обвинителство, како што
читаме и како што чувме, но јас себе кажувам од оправдани причини, иако детално го имам анализирано, не можев да се вклучам во расправата по него. Кои се моите коментари? Значи, да, кога го читаме ставот 2 од членот 13 од Законот за Советот на јавните обвинители, тамо гледаме дека точно е определена содржината на годишниот извештај и тие не можат да излезат од тоа и согласно истиот, значи, ке се соочиме со податоци за бројот на избраните јавни обвинители, податоци за разрешените јавни обвинители, за причините нема да најдеме многу податоци. Се разбира, ова се однесува на периодот од 2019 година, податоци за поведените дисциплински постапки, завршените дисциплински постапки, бројки, нема многу документација за причините, бидејќи дури пишува дека тешко можело, значи, да се класифицира тоа. Потоа, во право сте со тешките проблеми и во поглед на кадровската состојба и материјално-финансиската структура. Интересна работа, такви проблеми немаше во извештајот за јавното обвинителство. Да не го коментирам со право оној податок дека, тоа е најзагрижувачки ми се чини, дека, како што велите, како што со право потенцирате, дека немавте, не знам дали во меѓувреме нешто се сменило, дека Советот на јавни обвинители немал собствен буџет, туку се финансирал како дел од буџетската програма на јавното обвинителство на Македонија. Ова е неодржлива финансиска ситуација. И сега што вели науката? Науката вели дека нашиот јавно-обвинителски систем, почнувајќи од најниските до највисоките, а најмногу највисокото, на јавното обвинителство на Македонија, повеќе функционирало како орган на државата, одошто како независно и самостојно тело. Па, да ме слуша некој колега од Англија, ке рече, јавниот обвинител во Британија по функција е дел од владата. Тоа е точно. Меѓутоа се однесува самостојно и независно. Значи, не очекував друг извештај со оглед на надлежностите што ги има. Она што би сакала да прашам и што мене ми се поставува како дилема, да речеме, е информацијата дека во 2019 година Советот ги извршувал функциите во намален состав. Тоа е многу невообичаена работа, зошто? Заради начинот на одлучувањето. Бидејќи сигурно недостигот на еден член ќе се одрази врз мнозинството, врз начинот на гласањето и слично. Понатаму, значи, објаснувате што се случувало со престанокот од причини на пензионирање или од други причини со јавните обвинители, мислев на мандатот, и потенцирате исто така дека беше разрешен од функција во извештајната година јавниот обвинител за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Јас, се разбира, не инсистирам на имиња, иако во многу извештаи имаше и имиња, заради слободниот пристап кон информациите, меѓутоа мислам дека можеби тука недостига причината да се објасни зошто, како бил разрешен, зошто бидејќи деновиве се соочуваме со аргументација на специјалната јавна обвинителка, која што многу наликуваше, да речеме, на она што се случувало во еден друг
период и сега тоа поставува пред нас многу проблеми. Не можам, не го зедов, ама да не ви укажам, многу повеќе сакав и на господинот Јовевски, да му укажам, дека законите со кои многу често се фалиме, оној за јавното обвинителство особено, значи, не се најдоа пред Венецијанската комисија, што е многу чудно. Зошто? Бидејќи веќе знаевме според новата методологија дека Греко и Венецијанската комисија ќе бидат вклучени на некој начин во оценката на нашата способност во чекорењето и јас мислев дека тоа е еден вообичаен потек да се покаже спремност за соработка, односно за добивање мислење од Венецијанската комисија, зошто особено затоа што законот за јавното обвинителство пак стапи во сила неколку месеци подоцна. Значи, не знам зошто и тањето. Друго ми беше што сакам да потенцирам. Во неколку мислења на Венецијанската комисија за судството во Македонија се укажува на неколку работи. Јас ќе ги издвојам бидејќи е тоа важно и за вашата работа кога перцепирате, иако велам се надевам дека ќе ви биде зголемена надлежноста, зашто иначе не ја гледам причината за постоењето, се вели дека и тука има, во секој извештај има табела со етничка припадност и слично, јас и минатиот пат, дека во поглед на судските функции многу треба да се, важно е да се преиспита етничкиот клуч при номинирањето и одлучувањето. Јас ќе додадам особено пак од еден друг аспект. Ако зборуваме за мултикултурно општество, а не за бинационално општество, тогаш кога ја следам структурата овде на обвинителите, најчесто таа е, ќе набројам, неколку македонци и неколку албанци. Тоа е многу чудно. Тука има и, значи, зашто, ако веќе е правична и соодветна застапеност важи за сите, каде се тука ромите, србите, власите, бошњаците, многу ретко ќе ги сретнете. Кај некои јавни обвинителства и што шокантно е, што нема полова рамноправност, кај некои пак има некои чудни параметри, но јас ќе укажам на нив, значи тоа е едната забелешка на Венецијанската комисија и мислам дека таа треба да се земе во предвид и се разбира. Втората која посредно се однесува на вас, но ќе ве прашам потоа околу дипломците или како да кажам студентите на Академијата за судии и јавни обвинители, односно, ако веќе е таа воспоставена, дали тогаш при регрутирањето на јавните обвинители во основните јавни обвинителства, како и на судиите исто така во основните судии, се води сметка за тоа со каков успех тие завршиле, каде се наоѓаат на листата кога полагале, дали на вистина се бираат од оние 60 или па од 200 и од 150 место, зашто тоа е повторно прашање на Венецијанската комисија, тогаш велат, ако се одлучува не врз основа понатаму сертификати за јазик и слично, ако не се одлучува според квалитетот, туку според интервјуто што е направено, не гледаат причина зошто ние се шалиме дека најдобрите заминуваат, а оние кои нема каде да одат остануваат и се вработуваат погрешни луѓе на високи функции, на прави функции. Добро е што денеска господинот Јовевски беше тука.
ки тој е член исто така и на Советот на јавните обвинители, затоа што собранието е тоа кое што го бира на предлог на владата и се разбира, од него требаше да чуеме и може би ако останеше, бидејќи е исто така член и на ова тело, ке можеше да чуе и дел од моите забелешки. Но, добро, знам, имам разбирање по толку долго време овде, тој нема обврска како нас, пратениците, да остане. Значи, мене ми е јасна ограничената надлежност, меѓутоа, она што сакам да го потенцирам и не сакам да ве оптеретувам, значи постапува не само во рамките на како второстепен орган во поглед на дисциплината или дисциплинските повреди, туку исто така, нели и во поглед на представките и поплаките на граѓаните и правните лица за работата на јавните обвинители. Не можам да не споменам дека, ако се сеќавате на извештајот на Народниот правобранител, таму имаше дека многу голем дел од иницијативите во рамките на пред Народниот правобранител токму се однесуваат на правосудниот систем, како на судиите, од сите степени, така и на јавните обвинители, но тоа не може да се согледа особено од оној претходниот извештај, меѓутоа се разбира дека со оглед на вашата надлежност овде не знам и што би барале тие. Исто така вие ги оценувате годишните извештаи на јавните обвинителства и јас понатаму ќе кажам дека не гледам оценка јас. Не ја гледам оценката, не гледам разлики, не гледам, значи, оценка значи добро работење, лошо работење, подобро работење и така натаму. Составот на сите ни е познат, многу интересен, нели 11 членови и во него по еден од подрачјето на висшите јавни обвинителства, еден од си замина тукушто, еден припадник на заедницата што не е мнозинство, заедниците треба се разбира, а не заедницата, 4 члена од собранието и по функција, нели еден председателот, и еден од јавното обвинителство на Република Македонија. Кога се во прашање седниците, 26 седници, тоа значи во годината, да, 12 месеци, тоа би било 2 седници, нешто малку повеќе од месечно. Да. Не знам дали е тоа доволно, но може би со оглед на обемот на надлежноста, што го имате и доволно е. Сосема ги разбирам персоналните проблеми што ги имате, веќе реков, и материјалниот статус, и следното на што би сакала да ве прашаме околу, веќе кажав, кога го анализирам составот, значи, еве, велите, во извештајната година беа избрани 18 јавни обвинители, има и табела за 2019, избрани кандидати 18, од редот на завршената академија 15. А тројцата? Ке ве прашам. Значи би сакала. Тоа е. Бидејќи, ако е јавната академија изборот, би сакала, значи, да ми одговорите. Зашто под неа, под табелата, стои дека при изборот на јавните обвинители, во основните јавни обвинителства, Советот беше лимитиран со ограничен број на кандидати, зашто согласно Законот за јавно обвинителство, за избор на јавен обвинител во основно, кандидатот мора да има завршено Академија за судии и јавни обвинители е заклучокот. Значи, мене многу ме интересира, вие, бидејќи имате увид, што мислите за оние кои што
се пријавуваат, кои што се кандидати за јавни обвинители. Бидејќи не можете вие со ниту еден тренинг, со ниту една меѓународна размена, со ниту една работилница, ако немате пред вас некој кој што има солидно правничко знаење, да направите ниту добар јавен обвинител, ниту добар судија. Понатаму што би сакала, велите дека во извештајниот период функцијата јавен обвинител на јавните обвинителства и во јавните обвинителства ја извршувале 200 јавни обвинители или 57 јавни обвинители. Помалку со тоа што велите дека во оваа бројка не влегуваат оние на кои им мирува функцијата и гледам дека, да, некои двајца се или колку во самиот од јавното обвинител, од така, мислам дека имаше податок, дека од јавното обвинителство од републичкото еден е, нели, член по функција на Советот, плюс јавниот обвинител на Република Македонија, но еве ме интересира и тука да ми објасните. Следи, значи, нешто за што ви укажав од Венецијанската комисија, етничка и полова припадност на избраните јавни обвинители. Од 11 јавни обвинители, 9 мажи и 2 жени. Катастрофална структура, бидејќи јас како председателка на Комисијата за еднаквост на жените и мажите, го знам бројот на кандидатките на Академијата и се чудам како е можно да имаме орган кој е толку маскулинизиран. Значи 9 мажи и 2 жени и интересно повторно 7 македонци и 4 албанци. Дури ни овие бројки не се според правичната и соодветна застапеност, ако не било нешто друго повлијателно, мислам на политичкото влијание, а да не зборувам, веќе реков, за бидејќи уставна категорија, правична и соодветна застапеност мора да важи за сите. Вишото јавно обвинителство, поентата ми е дека што повисоко јавно обвинителство, тоа помалку жени. Што пониско јавно обвинителство, доминација на жените. А главната работа е таму. Ке се согласиме. Значи, во вишето јавно обвинителство, 13 од кои 8 мажи и 5 жени. Е тука има благо разбирање за мултикултурноста во Македонија, па има 6 македонци, 4 албанци, 1 турчин, 1 влав, 1 србин, никаде не можам да видам ром. И ќе прогласуваме ние години за заштита на ромите, ама, па видете, чувме овде во оваа сала еден брилјантен правник, доктор на науки, имав прилика ром да поразговарам и се чудам каде се тие студенти, зар не треба тие навистина да имаат предност. Зошто? Бидејќи кај нас по многу пати сум рекла правичната и соодветна застапеност погрешно се применува. Таа значи, ако кандидатите во другите, во најважните критериуми, знаење, тест, јазик, се изедначени, предност ќе има подпредставениот. Најподпредставени се не овие две категории, туку оние другите што не се споменати. Во вишото јавно обвинителство во Гостивар, 7 обвинители, 5 мажи, 2 жени, по национална припадност, 3 македонци, 4 албанци. Истата слика.
А јас постојано велам дека дури и таткото на така наречената консоцијативна демократија, Аренд Липхарт, вели дека никако не може таа да функционира ако нема барем 3 сегменти со подеднаква моќ, и тоа со непроменлива моќ, и ако нема бинационална или бирасна или биетничка или бијазична структура, оти битката ќе биде, што велат англичаните, zero sum game, губитници и победници, и таа ќе биде конфликтна. Сега, основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, 10 јавни обвинители, 1 маж и 9 жени. Ова веќе покажува каде има, ако го гледаме назад, најголемата работа изгледа овде и во јавното обвинителство, основното јавно обвинителство. Нема да ги редам другите бројки, бидејќи се повторува сликата, значи. Повисоко мажи, пониско жени. И мислам дека тоа е едно предупредување, бидејќи ако не се најдаде жените на највисоките функции, тогаш ние ќе живееме во машки свет кој не е демократски свет, откажувајќи се од ум, знаење, креација на многу жени. И јас затоа најавувам дека и во овој орган, во промената на законот, и на оној за јавно обвинителство, и на сите други, ќе инсистирам овде на квоти за жените, и тоа на 50%, зашто природата е совршен креатор. Постапување по представки, поплаки и други поднесоци, и овде имате дека во 2019 година сте постапувале по 171 представка, што во однос на претходната, 2001, е намалување на обемот на работа за 15%, и нема коментар. Мене ме интересира, дали тоа значи дека заради подобрената работа, како што тврдеше председателот, како што тврдеше јавниот обвинител, предпоставувам тоа е на јавното обвинителство на Македонија или сигурно председателите на другите јавни обвинителства, луѓето се откажувале од представките и поплаките, дали е тоа причината, добрата работа, може би е причината бидејќи недовербата во судството и во јавното обвинителство, особено по крахот на специјалното јавно обвинителство, таа е продлабочена до невидени размери, може би луѓето ги тера да сватат дека чуму ми е да поднесувам поплака и жалба, од тоа ништо нема да има како резултат, и се откажуваат, и така ние не градиме правна култура, бидејќи недовербата во институциите паѓа, не расте. Кога гледам кои најчесто поднесува представки, гледам дека се тоа физички лица во 88%, во многу мал процент правни лица, процентот на анонимните е многу мал, што може да значи, ама не верувам, храброст, одважност, со име и со презиме да укажете, ама може да значи и недоверба, како што реков. Ова е за 2019 година, значи, најчесто представките имате една табела во која велите дека природно е оштетените најчесто да поднесуваат, нели, представки, од 171, дури 144 се оштетени лица. Значи, доминира нивниот број. Тука исто така мене ми недостига еден дел во оценка ваша за најчестите причини за поднесување на представките,
оти гледам дека најголемиот број, што е логично за сите правници од представките, се за основните јавни обвинителства, нели, бидејќи таму е непосредниот контакт на граѓаните. Меѓутоа, велам дека во еден извештај можеби треба барем да има коментар на ова што е овде поднесено. Една до јавното обвинителство на Република Македонија, 6 за вишите, 3 за гонење на организиран криминал и 161 за основните јавни обвинителства. Се разбира, бројот нивни е најголем, затоа се и основни и реков веќе дека контактот. Да, и табелата за поднесени представки за работата на јавните обвинители по одделни виши обвинителства и до основните зборува дека најмногу се во Скопје, па потоа во Куманово, па потоа како што гледам Велес, па Битола и така натамо и така натамо. Што можам да заклучам од табеливе? Дека, значи да, најмногу представки се насочени кон јавните обвинители во основното јавно обвинителство во Скопје. Вашиот коментар е: обемот на работата е причина за ова. Не верувам дека е само обемот на работата. Сигурно обемот на работата, ама сигурно има и нешто друго. Може би лошата работа, може би незадоволството. Меѓутоа, нема ниту еден збор за тоа. Значи, она што мене исто така ме збунува, во коментарот велите во текстот дека од анализата на содржината на представките по ниту еден критериум не е можно да ги групирате и статистички да ги обработите. Но сите изразуваат незадоволство од постапувањето и одлуките на јавните обвинители. Не знам дали е ова доволно да се каже. Згора сега велите дека и оштетените граѓани и правните лица се незадоволни заради наводно непостапување или неажурно постапување по поднесени кривични пријави. Ете ви една од причините. Неажурно постапување, непостапување. Тоа е причина. Ама дали е наводно, јас не знам. Оти после некој ќе рече дека е само перцепција. Оценката на граѓаните дека јавното обвинителство е поблиску до владата од осто што е посветено до гонењето на криминалот. И недобивање на известување од нивна страна во подолг период, а особено се незадоволни од решенијата за отфрлање на кривичните пријави, кои во голем процент се обжалени до вишите јавни обвинителства. Како некој кој што се бавел со методолошки прашања. Не постои, значи, не е возможно да не постои ниту еден критериум за групирање на различни представки, за да може да добиеме една поголема слика. Велите обвинетите лица, како подносители, се незадоволни што против нив се води кривична постапка, сметаат дека обвиненијата се тенденциозни, резултат на нестручно постапување на јавните обвинители. И јас на вистина знам дека во голема степен вашиот одговор може би бил овде присутен кога ви имале вие право на директен надзор и кога би имале поинаква надлежност. Вака со ограничената надлежност вие останувате на многу општи констатации за еден извештај, зашто извештаите и овој извештај треба да биде и нашиот однос кон него, нашите зборови, треба да биде основ за некои промени. Јас би сакала да
чујам дека од 2019 до денеска многу работи се смениле на поинаков план. Ама знам дека законот е иста, клучот е во ограничената надлежност на ова тело и во составот на ова тело. Зошто ова го тврдам? Повторно затоа што пак во научните трудови на моите колеги специјалисти во оваа област, кривичарите, значи, јас читам причини, проблеми, нешта со кои мораме час поскоро да се соочиме. Велите дека, кога сте ги проверувале наводите во представките, дека сте воочиле, дека воочени се пропуштања во постапувањата на јавните обвинители. Мене ме интересира какви, од каква природа. Сега велите вие од формална природа, а во мал дел од суштинска природа. И тука, како извештајот да го пишувал јавниот обвинител на Република Македонија, бидејќи тој прекрасно зборуваше, нели, така и пишува во извештајот, ама, повторувам, повторно, само оценувањето не е оценување некој друг, може да биде критичен. Обично ние се гледаме во светлина што не постои. Значи, заради тоа, од повисоките јавни обвинителства им е укажувано во иднина да не повторуваат вакви повреди, значи повреди имало, меѓутоа констатирано е дека истите не биле од влијание на законитоста на донесените одлуки. И ова ми е прилично проблематична. Штована колешке, се извинувам, навистина се извинувам што ви упаѓам во збор, меѓутоа... Завршувам. Зашто... Јас сум одговорен пратеник, кој се подготвува и сака да биде од корист. Апсолутно се сложувам со тоа. Се извинувам уште еднаш. Можев и јас да предложам да кренеме рака и да си заминеме така убаво, и 10 седмици, 10 точки да поминеме, ама мислам дека е тоа не е пратеник кој ги застапува граѓаните, туку партиите. Тие така се однесуваат. Завршувам, еве, готово. Значи, последното вие постапување по други поднесоци и велите дека сте постапувале по 184 други поднесоци и сега што истакнувате? Значи, разгледани се и оценети 22 годишни извештаи. Како сте оценети? Никаде нема. Како ги оценувате? Второ, на 4 виши јавни обвинителства годишниот извештај сега е позитивно оценет. Значи све е позитивно. Трето, велите дека извештаите кои се доставени до Советот од редовните контроли и така натаму, а такви контроли се вршат 2 пати во годината од страна на вишите јавни обвинителства и јавното обвинителство на Република Македонија, да, јас знам дека, сами кажавте и сите знаеме дека контролата ја вршат по високите по ниските јавни обвинителства, вие само тоа го констатирате, ама можеби не е лошо овде да видиме што констатирале тие, за да знаеме како да ја оцениме и нивната работа и вашата, оти во тој извештај претходниот немаше критичка оценка. Заклучувам, значи. Подитно треба државата да превземе мерки за кадровската состојба да се подобри, за материјалните услови на Советот да се подобрат, да се создаде амбиент работен. Ние овде би требало да видиме дали со ваквата надлежност, бидејќи ние ги носиме законите, во Законот за Советот на јавни обвинители, е можно Советот на јавните обвинители навистина да има оценка, функција на оценка на работата, па дури и дисциплинска, да не говорам за поинаква. Значи, потребен е директен надзор и подитно треба, може би од странето, не знам, би се радувала ако е така, да се свати дека е не само несоодветно, туку и опасно
оној кој оценува и оној кој е субјект на оценката да се во иста буџетска програма. Благодарам. Ви благодарам, колешка Силјановска, и се извинувам уште еднаш што ве прекинав, меѓутоа имајќи предвид... Така. Не закажав јас 6 седмици, непознат феномен во парламентарната демократија, Добро. туку